Дека во Кочани се уште има хумани луѓе кои даруваат со чисто срце, покажува вчерашната хуманитарна забава која ја организираше основното училиште Раде Кратовче со цел да помогне во собирањето финансиски средства за лекување на малиот Петар Николов. Главни организатори на настанот беа директорката и наставниците од ова училиште во соработка со родителите кои безрезервно ја дадоа својата поддршка и сите останати хумани бизнисмени од градот кои се вклучија во оваа акција. Забавата започна со кошаркарскиот дуел помеѓу наставниците и родителите, кој заврши со нерешен резултат. И двете екипи, видно возбудени од атмосферата, се задоволни од исходот и велат дека целта е скоро остварена. 7-месечниот Петар да оздрави и да има убаво и безгрижно детство како и останатите деца. И оваа година, како минатата година, направивме еден хуманитарен спортски надпревар, меѓутоа ова имаше една подруга цел, како што кажу хуманитарна цел за да помогне на малиот Петар. И се надевам дека во самиот спортски надпревар, значи победи малиот Петар, се надевам дека и тој ќе гледа нашата снимка, значи ќе биде нареден спортист кој ќе го гледаме пак ние натаму. Се надевам дека и сите родители и граѓаните на општина Кочани кои беа овде присутни, кои помогнаа со своите донации, значи во карти, парични средства, исто така на културно-уметничките друштва, на групите, на дечињата од Раде Кратовче, на директорката, на сите спонзори кои ги наброја, кои беа многу. Се надевам дека ние ќе бидеме дел за помошта на самиот Петар. Испадна фер борба. Резултатите како што гледате сами нерешено. Со ова можам уште еднаш да се заблагодарам на сите граѓани, сите донатори на градот Кочани и околината, за една голема благодарност за сета помош, за сите луѓе што дојдоа тука да не погледаат, да гледат овој спектакл. Забавата продолжи со настапот на училишниот хор и музичкиот перформанс на групата Noise, кој несомнено беше и најинтересниот дел за помладите. Досега за помош на Петар Николов се организираа повеќе хуманитарни манифестации во Кочани. Последната и една од позначаните беше концертот по патеките на Тоше, која всушност беше вистински поттик за останатите да се вклучат во вакви акции и да даруваат од срце на оние на кои помошта им е неопходна. Со оваа акција за лекување на Петар се собра околу 25.000 денари.